Послание на апостол Павле до Римјаните, 8 глава. И сега, нема никакво судување за оние кои се во Исус Христос и живеат не по телото, а по духот. Зашто законот на духот кој дава живот во Исус Христос ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Она што законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради телото, го изврши Бог, испраќајќи го Синот свој во тело, подобно на телото на гревот. И како жртва за гревот, тој го осуди гревот во телото. За да се исполни заповедта на законот во нас, кои живееме не по телото, туку по духот. Зашто оние кои живеат по тело копнеат за телесното, а кои живеат по дух за духовното. Копнежот на телото е смрт, а копнежот на духот живот и мир. Зашто копнежот на телото е непријателство против Бога, тој не му се подредува на законот Божи затоа што не може. А оние кои живеат по телото не може да му се допаднат на Бога. Вие живеете не по тело, туку по дух. Само тогаш ако Духот Божи живее во вас. Ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов. Ако пак Христос е во вас, телото е мртво за грев, а Духот живее поради праведноста. Но ако Духот на оној кој го воскресна Исус од мртвите живее во вас, тогаш оној кој го воскресна Христос од мртвите ќе ги оживотвори вашите смртни тела, преку својот Дух кој живее во вас. И затоа, браќа, ние не сме му должници на телото за да живееме по телото. Бидејќи ако живеете по телото ќе умрете, но ако преку Духот ги умртвувате делата на телото, ќе бидете живи. Сите оние што се управуваат по Духот Божји се синови Божји, зашто вие не примивте дух на робство за да бидете во страв, туку го примивте духот на посинувањето, преку кого велиме Ава, Оче. Самиот дух му сведочи на нашиот дух дека ние сме чеда Божји. Ако сме пак чеда, ние сме и наследници. Наследници на Бога и сонаследници Христови. Но само ако со него страдеме, та со него и да се прославиме. Зашто мислам дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која треба да се открие кон нас. И секое создание со натрпение го очекува откривањето на синовите Божји. Зашто и созданието не и се покори на суетата доброволно, туку по волјата на оној кој го покори, а со надеж дека и самото создание ќе се ослободи од робството на распадливоста, преку славното слободување на чедата Божји. Зашто знаеме дека целото создание заедно со нас стенка како во породилни болки. И не само тоа, туку и ние самите кои ги имаме првините на духот, воздивнуваме во себе, очекувајќи посинување и откупување на нашето тело. Зашто со сета таа надеж бевме спасени, а надежта што се гледа не е вистинска надеж, зашто кој би се надевал во тоа што го гледа. Кога се надеваме пак на она што не го гледаме, со трпение го очекуваме. Исто така и Духот не подкрепува во нашата немоќ, бидејќи ние не знаеме како треба да се молиме. Па сепак, Духот сам посредува за нас со неискажливо воздивнување. А оној кој ги истражува срцата знае каква е мислата на Духот, бидејќи тој по волјата на Бога посредува за светиите. А знаеме дека на оние што го љубат Бога и се повикани по Негова волја, се им содействува за добро. Зашто оние кој однапред ги позна, нив и ги предопредели да бидат сообразни со ликот на Неговиот Син, та тој да биде првороден меѓу многуте браќа. А оние што ги предопредели, тие ги повика, и кој ги повика, тие ги оправда. Кој ги оправда, тие и ги прослави. Што да речеме пак на ова? Ако е Бог со нас, кој ќе е против нас? Оној кој не го поштеди ни својот собствен син, туку го предаде за нас сите. Зарем нема да ни подари со него се? Кој ќе ги обвини избраниците Божји? Бог е тој кој ги оправдува.
Кој е тој што ќе ги суди? Христос Исус, кој умре, но уште и воскресна, кој од десната страна на Бога и се застапува за нас. Кој ќе не одвои од љубовта кон Христос? Дали неволјата, или маката, или прогонот, или гладот, или голотијата, или погибелта, или мечот? Како што е напишано, заради тебе секогаш не убиваат, не сметаат како овци за клање. Но во сето тоа, стануваме повеќе од победници прику оној кој не возлюби. Зашто сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни днината, ни височината, ни длабочината, ниту пак кое било друго создание нема да може да не оддели од љубовта Божја во Христос Исус, нашиот Господ.